Замрзнати цени никако не е мерка што е одлика на пазарна економија и може да предизвика спротивен ефект. Академик Таки Фити за Алфа објаснува дека ваков потек се прави само во исклучителни ситуации и при тоа мора да се внимава. Фити предупредува дека замрзнувањето на цените може да предизвика инфлаторен шок и енормно поскапување на производите откако ќе бидат одмрзнати. Видите зошто е лоша мерка, затоа што обично тоа се враќа како бумеранг. Ако вие ги ограничите цените, ги лимитирате на определен временски период, кога тие ќе се одмрзнат, условно да кажем, едноставно ќе дојде до силен пораст на цените на производите, чисто цени биле замрзнати или плафонирани, зависи која каква мерка се употребува, и тоа може да придонесе за понатамошно разгорување на инфлацијата дури. Ако офати голем број на производи, а вие гледате во кошничката на производи преку кои што ја мериме инфлацијата, токму овие производи и цените што се замрзнуваат играат значајна улога. Против потегот на владата на нозе се крена целото стопанство. Постојано алармираат дека мерката не е добра и ги калкулираат загубите. Според стопанските комори, треба да има поинаков пристап за намалување на ценовниот притисок, или да се отворат стоковите резерви, да се намали ДДВ-то или да има мерки кон ранливото население. За академик Фити, последното е најдобро решение. Место да ги замрзните цените на оние луѓе кои што се најзасегнати, кои што се најзагрозени, кои што се социјални категории, треба да им давате пари за да можат едноставно да ги пребродат овие тешки моменти. И додека ниту експертската јавност, ниту бизнисот не се согласува со мерката, владата продолжува со популистичкиот пиар на замрзнати цени и ја крчка новата листа. Според најавите на министерот за економија Крешник Бектеши, до утре ќе знаеме кои видови овошје и зеленчук ќе бидат со замрзнати цени. Бектеши се правда дека ја користеле мерката, зашто во собранието не се свикувала комисија за финансирање и буџет за да биде намалено ДДВ-то. Последно беше донесена одлука за замрзнување на цените на влажните марамчиња, пелените за деца и возрастни хигиенските влошки. Овие производи се замрзнуваат на 13% поевтина цена од што била на 20 март. Претходно владата го замрзна лебот, па тестенините, па млечните производи, како и јајцата и оризот.